Резолуцијата за затворање на постмониторинг диалогот со Македонија, која ја изгласа парламентарното собрание на Советот на Европа, е аргумент плюс за премиерот Мицкоски зошто треба да се укине техничката влада. По информациите во јавноста дека власта во следниве денови ќе го почне процесот за нејзино укинување и покрај противењето од СДСМ. Прашан како ќе ја убедат опозицијата да го промени ставот, Мицкоски се повика на извештајот од парламентарното собрание во Страсбур. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. Не треба јас да ги убедувам. Ќе ви кажам две работи. Прво, ги убеди Страсбур вчера со укинување на постмониторингот. Не треба јас да ги убедам. Ако не му веруваат на Христијан, нека читаат што пишува во извештајот. И второ, дури и тоа да е така. Еве, на следните избори повторно нека има техничка влада. Еве, ако имаме редовни 28-ја, јас ќе си дадам оставка во јануари 28. Не е тоа проблем. Само да му доволиме да следните избори има техничка влада. Па они нека повелат, нека се организираат, нека победат и потоа на тие некои следни избори нема да има техничка влада. Сега, што повеќе да направиме се ние за опозицијата? Ево, објаснете. СДСМ останува на ставот против укинување на пржинската влада, за како што тврдат да се спреча злоупотреби на институциите. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Спасовски во вчерашното само интервју потврди дека министерот Минчев ги доставил до партиите законските измени со кои техничката влада сега ќе остане, а во следниот изборен циклус ќе се укине, како и во кои ресори опозицијата ќе има дополнителни заменици министри, но СДСМ нема да ги поддржи. Затоа што во законот за влада 2016 година, како резултат на пржинскиот договор, таа влада беше еднократна. 2016 година да. И во преодните одредби се укинуваат одредбите кои што се однесуваат на таа техничка влада. За да 2018 година, пред референдумот, Мицковски во разговор со тогашниот премиер Заев побара да се врати техничката влада. Сега, кои биле причините да се врати во тој момент техничката влада, кои што се помалку значајни од причините кои што се денес. Тоа се создавање алиби ова за некој иден пораст на СДСМ. Ова нема врска со алиби. Ова има врска со спроведувањето на изборниот процес. Укинувањето на техничката влада беше една од главните теми на лидерската средба. Ставот на Али Ахмети по средбата беше да се почека мислење од меѓународната заедница, додека левица се изјаснија за таа да замене во историјата. За нејзино укинување се и владеачките знам и вреди.